Стандардно време за ексклузив 18 часот и 15 минути, кога ќе ги дознаете сите новости од македонскиот шоу-бизнис, особено што тоа ќе се провлече низ прилозите кои што ги имаме подготвено денес за вас, но имаме и гости во студио. Еве кои се. Во ексклузив ќе гледате. Фудбалската звезда Елиф Илмаз гостуваше во нашето вчерашно издание, а неговиот одговор дека на романтичен викенд би сакал да ја носи нашата позната водителка Лила Филиповска ја изненади јавноста. Ние веднаш ја побаравме Лила за коментар, а што кажа таа, ќе дознаете денеска. Панчо и Андре од ДНК, гости во студио, ќе зборуваат за 17-те години на македонската естрада, за сите сопки, за сите предизвици, за подемите и падовите, а ќе ја најават и нивната роденденска забава. Гледајте ексклузив. Верувам дека многумина од вас го следеа вчерашното издание на ексклузив, бидејќи не гостуваше најдобриот млад фудбалер во светот Елиф Илмаз. Тој за прв пат гостуваше во една забавна емисија генерално во Македонија и што се случи? Секако дека имавме доста информации со кои што можевме да располагаме, ги откривме токму со вас. Елиф откри за животот во Турција, зборуваше за девојките, за клубот Фенербахче, меѓутоа и откри дел од шпекулациите за трансферите. Меѓу другото, на крајот од самата емисија му дадовме предизвик. Која од јавните личности би сакал да ја понесе со себе на романтичен викенд? Верувале или не, навистина Елиф има добар избор, има убав вкус. Станува збор за водителката Лила Филиповска. Секако дека ексклузив не остана само на тоа, туку и се обрати на нејзина адреса. Еве што таа имаше да каже за Елиф Илмаз. Во вчерашната емисија на ексклузив, гости ни беше младиот фудбалер Елиф Илмаз, кој во моментов игра во турскиот фудбалски гигант Фенербахче од Истанбул. Со Елиф разговаравме на многу теми, а се разбира го прашавме за трансферите, за животот во Истанбул, за приватниот живот. А некаде кон крајот на емисијата го предизвикавме да избере со која позната македонка би сакал да оди на романтичен викенд. Од неколкуте убави предлози, тој категорично ја одбра нашата позната ТВ водителка Лила Филиповска. Пази, зборуваме за романтичен. Лила, ајде. Лила, добро. Лила, следно? Добро, одлично, сигурно. Ајде, која е следна? Која е следна? Ова е Бојана Нушкова, дали ја знаеш? Ја знаеш. Ја знам. Ти се гледаш во очите. манекенка. Следиш убави манекенки, ти ајде со фудбалери одат. Лила или Бојана? Лила. Пак Лила? Да. Добро. И мислам дека имаме уште една како за крај. Ајде, Лила и Лина Пеовска. Лина, ја знаеш ли? Лила. Значи Опа, Лила е значи Лила е толку лесно, Лила одиш. стилна девојка кој што одговара, водителки. Лила, Одлично. заедно со Лила одите во Турција на романтичен викенд. Ја носиш. Екипата на ексклузив веднаш ја побара Лила, за да ја праша дали би ја прифатила поканата, а нејзиниот одговор ќе ви изненади сите. Еве што рече таа. Лила, извини што те измъкнавме од работа, знам дека се снимаш, ти имаш работа, ја работам. И ти снимаш? Да. А не беше денеска гостин во ексклузив наш познат фудбалер кој игра за фудбалскиот клуб Фенербахче, се вика Илмаз, го знаеш? Лично не го знам, јутоа нормално дека знам кој е, со оглед на тоа каде игра и дека е нели дете од до овој наш град. Да. Секако нели следам информации, новитети и така натаму. Така што да, знам дека станува збор за одличен фудбалер. Имавме интересна игра за него, покажавме еден куп убави македонки, меѓу кои беше и ти, и он категорично Значи мене ме ставивте во куп. во купот на Добро. убави жени. А, така, значи ама куп имаше, така? Па не на 5-6. Добро. Неговата интересна реакција беше Лила и само Лила. Па види се, јас според ова негова изјава ќе кажам само една работа. Значи дечкото е млад, згоден, одличен фудбалер, а при тоа има и одличен вкус за жени. Така што Така е. па тоа е тоа. Многу скромно. Thanks. Не скромно, вистинито, види, реалноста е таа. А не ти кажам која му беше уствари, која не беше на крај задачата. Има ти задача? Да те однесе на романтична вечера и даде ке прифатиш, затоа сум јас тука. Како проводач. Сега сега да речам ти што ќе правиш. Во зависност од колку е романтична, со оглед на тоа дека не се познаваме, значи вечерата не може да биде романтична, може да биде пријателска, Да. така?
а за понатаму тоа ќе видиме. Инаку за пријателска вечера, особено со некој како Елиф, и човек кој што го кажал тоа што го кажал за мене, за некоја би рекла не во овој случај. А уште еднаш ќе се заблагодарам први на тоа што дојде. Второ на Елиф Илмас за убавите зборови. Знаеш како велат, кај те кудат бегај, каде те фалат оди, така што не разбирам зашто како би било поинаку. Да, колку вакви понуди за романтични вечери добиваш преку ден? Преку ден? На дневно ниво? Па види се, не можам да кажам дека тоа на дневно ниво има не знам по колку, меѓутоа се случува. Тоа јас со оглед на социјалниве мрежи, јас знам дека не постои дама која што има било каков профил која што не добива такви понуди, особено ако е некој популарен и го знаат и така натаму. Да морам да кажам дека има бајаги, дека луѓе кои што се навистина пристојни и културни. И многу ми е драго што имам такви, да речам, следачи. Постојат секакви, меѓутоа во процентуалниот однос, во случајот на моите следачи и обожаватели, сепак е во позитива за оние кои што зборуваат или пишуваат позитивни коментари или убави пораки. Јас често знам да ги споделам тие пораки на стори, чисто како благодарност и еден подстрек за сите дека навистина само љубовта може да не спаси. Мислам, навистина да се престане со тоа негативно размислување и негативната мисла, негативниот коментар, пошто ти ќе го напишеш, што е за тебе зборува и ти нема да се чувствуваш убаво. Не он, тој другиот ќе го избрише и многу му е гали што си напишал. Така што да, тоа е да речеме, да чисто го кажувам, велам да шириме љубов и вакви убави приказни да шерувате и да снимате, каде што нели ќе се спојат и ќе се видат луѓе кои што имаат убаво мислење еден за друг, а не нели да некого да смируваат или да скаруваат. И на крајот останува да видиме дали конечно ќе се сретнат убавата Лила и фудбалерот, на кој му следи блескава светска кариера. Останува да видиме дали ќе имаме повратен повик од Елиф Илмас на сета ова убавина која што ја поседува Лила Филиповска. Се до тогаш ќе се префрлиме на тема убавина. Во срцето на градот се отвори нов салон за убавина кој го носи името Beauty Hub 202. Да, добро слушнавте, собственици се Даниел Артевски и Васе Доковски. Едниот е фризер, другиот е мейкап артист. Топло не пречека и ни раскажа, ни открија детали за тоа со што располагаат и какви услуги може да им понуди нивното студио. Дами, да не ве држам во неизвестност, еве ги сите информации во прилогот кој што следува. Васе и Даниел, добредојдовте во ексклузив. Ви благодарам што не примивте во вашиот преубав салон. Веќе ни кажа Даниел дека 2 месеци е во работна атмосфера, па сега најпрвен би сакала да ме запознаете со вашата лична приказна како се вклопивте и го развивте овој бизнес. На почеток добро дојдовте вие во Beauty Hub 202, веќе 2 месеци сме тука, се адаптиравме на просторот, ги адаптиравме нашите клиенти, уживаме. Со Даниел многу случајно се споивме, но претходно функциониравме во тотално различни кругови. Јас работев мейкап, тој коса, некако работевме во малку позатворен круг. Во претходните 2-3 години имавме повеќе професионални ангажмани заедно, едноставно ни се погодија енергиите, супер се разбираме и стилот на работа ни е многу сличен. Верувам дека си имате голема фан база која што ве следи постојано што се вие работите и со нетрпение очекува да знаат каде се наоѓа Beauty 202. Ние се наоѓаме на улица Орце Николов, број 202. Супер е локалот, го видовте, секој што сака може да дојде да види што нудиме како услуги. Главната идеја ни беше да направиме место каде што модерните девојки ќе може да дојдат и да се информираат, и да направат најразлични услуги и третмани поврзани со коса, шминка, трепки, веги и сето тоа да биде во еден баш онака модерен, фин простор каде што сите ќе уживаме заедно во работата. Се трудиме сите нови
новости и светски трендови што се на глобално ниво, буквално да ги донесеме во Скопје, да ги донесеме во градот. Практично и така ние се одвоивме од конкуренцијата, бидејќи на сосем поразличен начин го третираме нашиот занает. Може ли да ми одвоите што е ин, а што е аут? Што е на што вие им го предложувате на вашите клиенти? Дефинитивно и во однос на шминката и во однос на коса, многу минимален стайлинг, се оди на квалитетот на кожата, на квалитетот на косата. Главно се инспирираме од реално изгледот и стилот на девојките, што значи секоја девојка добива свој специјален стайлинг што би одговарал и на нејзината енергија, што е многу важно. Ќе го заокружиме денешниот разговор со вас со кој е она ваше мото кое ве движи низ секојдневието и низ текот на вашиот живот и искуство? Мото посебно немам, едноставно сакам секој ден да ми е исполнет, јас да сум среќен, јас да уживам во работата, исто како што нас не бираат клиентите каде ќе дојдат и кај кој ќе одат, така и ние ги бираме клиентите. Во моментов сме тази отворени, вршиме веќе ние селекција, си правиме свој круг, свои луѓе, своја средина во која што навистина уживаме и ние и клиентите. Дефинитивно, само сакам да ги поканам сите да пројдат, да се запознаеме, да не посетат, да го видат просторот и заедно да уживаме во работата тука. Видовте дел од тоа кои се денеска ќе ни биде гостин во студио, како јас најдобро да ги најавам. За нив можам да кажам дека еве наполнија 17 години, уште малку полнолетни. Меѓутоа имаат нов член во нивниот бенд, тие се Дејнка и колегата Зоран Василевски. Повелете во нашето студио, дечки. Сега мислам дека сме РНК. Така, Не ДНК, РНК. во мајшко друштво повели Зоки. Здраво, Андреј. Добар си ми? Добра. Здраво, повелете. Леле, колку си джентълмен, повели. Шминка. Како Значи, рече дека сме сега? сега сме РНК. Јас сум тука, ти си тука, повели. Може ерекција. Добри ни дојдовте, како сте? Како се Како чувствувате идеш пред повторно? мене, вака како се прскаш, ми идеш да те Добро е, потврдам. Вака ерекција. Добро е, најдовме, секогаш се осеќаме добро, кај да сме, фала што не викате кога има нешто да се каже и промовира за нас и за македонската музика И кога нас не требате некогаш, па, гледај, тоа е обострано, мора да е така. Да. Или вака или така. Поводот за вашето гостување во нашето студио е секако роденденот кој што ќе го прославиме заедно, тоа е утре, 21 јуни. Како течат подготовките? Ќе дојдете и вие? 100%, да. Тоа ни е Тамо да значи ве кажам следиме. Васко, мора да дојдете сите утре, да. Да сте у прв ред. Како тече Сапанче? Има нешто специјално што треба да очекуваме? Освен на наше особено чест и задоволство што младите 4 девојки кои ете ја размрдаа малце македонската страна од женски вокали. Друго си тече секако што треба, ние сме уигран бенд веќе долго време и Кога да сте генерално заедно? 17 години? 17 години. Не, поише да. Малце сме. Во поише. врска ама- со 17 години. Не, у јавна официјална врска сме 17 години. Не, Иначе не, сме не, не. Па пред тоа Се криеле идевме предходно. едно 3-4 години, да. тоа покажува какви луѓе сме и дека не сме сребролюбци. Обично сите што се растураат ради финанси. Добро, за нас тебе тоа не велат ни дека влече. си попис на јазик, а за Андреј дека е по-тивкиот. Дали тоа вистина? Он многу разбира и многу знае, ама кјути зашо јас збора. Така да, не дај Боже он да Ти да јако треба. Не му е пишуваш лесно. на Facebook. Пишувам. Обично статуси правиш онакви срце парајучи. Па или такви или писо парајучи, така да. Сега 17 години на македонската сцена не беа едноставни, така? Како ќе ги сумираме вака? Он Андреј? нека каже, па ја кратко. Па 17 години, у каква и да си веза, сигурно ќе има многу интересни, разноразни шарени моменти. Исто така и у нашава, значи имало разноразни ситуации, имало моменти и да се караме, и да се сакаме, и да се... Меѓутоа, секогаш сме биле тука еден за друг, Се затоа што... наоѓале заеднички јазик. Па да, исто како вака, кога ќе најдеш човек што ти одговара како човек, без разлика дали е другар, девојка или дечко, нечив, нели? Ој се бориш да го задржиш. Еве двајца. Па вие сте во Нас те погоди. Да ги лижеш од... Има рима со двајца. Можеме ли некако да истакнеме некоја местенка, саботажи низ текот на сите овие години, некои искуства, еве, анекдоти, чуда што се случувало? Па Генерално ја го местам него цело време.
Не, ако мислиш да меѓу нас двајца, да, он Меѓу цело вас не, време меѓу мести. вака од соработници. Од страна имало многу такви глупави идиотски моменти од страна на наши, да кажам, музички колеги, а немало никаква потреба затоа што ние апсолутно никогаш, ова стојам позади ова што го зборам со целото свое јас, дека никогаш не сме направили ни една сопка на ни еден наш колега. Колку свијал ни се, не ни се свијал, едноставно има простор за сите на естрадава, да не се повторувам. Дури многу често ако настапуваме некој диско, посебно он знае да ги пофали, да ги најави наредната недела нашите колеги што треба да настапуваат во таа диско. А од обратна страна па сме имале Не знам зашто. Да, нема, гледај, ние не го правиме тоа за да не спомнуваат. Ако гледа Андре така, може збореле за нас, а да не саботира некој, како може ја да саботирам некој колега, што дидам да кажам нешто у клуб, некој не го зимај, што ако кажам. Добро, така се кажа за Сладкар, како што знам. Да, тоа го дознав од Тамара и најверојатно таму е несакањето од негова страна кон мене поточно и кон нас, нели? Дека јас сум рекол, тоа го дознав многу скоро, онда бил маш и пријател мој можел да се јави и да каже зашто станувало збори да ги изгладиме работите, а он дознал дека од негде, односно ја дознав од Тамара, наша драга, дека вика вака и вака ти си кажал негде да не го земаат он. Ја викам Тамара, ако некој се бори за македонска музика и стои, ми е многу драго поише македонци да земат пари од што србите дидат на таа страна, тоа сум бил ја. Тоа тврдам со две раце. И ми е криво до ден денес што не е разјасната ситуацијата, а мислам дека он се закачнал со погрешен човек. Јас сум израснат на улица, иако он глуми дека е уличар, али живее на водно. Ја да потсетам една ситуација кога на времето кога работев во Вест, ти дојде во редакцијата на Сабајле со Тони Зен и со Сладкар, мислам дека беше, и кажа ај помогнете им на млади артисти, напишете им на текче. А денеска сте баш на непријатели. Да, па гледај, ја не сум непријател генерално со никој. Со мене знаеш на што си или не си, знаеш. Пред некој ден видов постирал песна од нова нека од Тони Зен, значи нека од ДНК, не дека го бранаме него баш на Антена радио цело време има нешто ново Сладкар, кој да е од андерграунд, да кажеме, страдава на Антена радио, на неговото зипза шоу, знае да ги викне, да ги покани, да ги пушти. Тоа кажува дека он нема никаков проблем со нив. Веројатно он има некаков проблем со ова што го правиме, не знам. Нема везе тоа, таа емисија не е моја, таа емисија за промовирање како што ти исто ова е за сите артисти. Да, ама можеш да ги викнеш и да не ги викнеш ако не идеш. Поентата е што ја да знам, го памтам тој и те замолив за Тони, пошто ја ден денес мислам за Тони дека е еден многу добар MC и многу креативен момак кој си се најде у тоа што сакал да го работи, претходно работел нешто за што му требала екзистенција. Но тој гест вој не е себичен уопшто. Ама нема ни зашто да е себичен, не бил Сладкар со нас тогаш, не сум отишол тоа, ама знам дека сум рекол има момци кои треба да им се помогне. Го памтам тој ден у старото Вест беше Карши Кјуби, ако не се лажам. И ја не желам за тој ден денес истото би го направил и би поддржал млади деца како што секогаш поддржуваме и нема тука што да се направи. Мислам многу не би зборел околу Сладкар, имам момент како што он беше вулгарен, да го искористам, ме викнавте и после тоа воопшто не ќе да дојам, напишав еден статус и реков дека тоа ќе биде последно што сум го кажал нешто за него, иако имало уште многу работи што сум требал да ги кажам, а сум ги прекјутел. И едноставно ми е жал за тоа што знам, не го памтам, еднаш го гледав и не сум го прегледал, може требаше да се спремам, знам дека спомна дека настапувам за 100 евра. Прво е многу лошо да се кажува суми со тоа што каква е економската ситуација у државата, 100 евра за некој се многу. Ја и Андре почитуваме по 500 денари и реков и да сум настапувал за 100 евра, многу едноставно. Свртете у секој клуб, у секој диско за колку пари настапува ДНК, по фестивали, за колку настапува. Многу едноставно. Можем да се дознаат. И уште една работа што беше многу смешна и трагична, ја да отстапам место на младите. Не, напротив. Јас моето место го остапувам и со две раце, бидејќи ги викаме секогаш кај нас, не викаме звезди да не ги пунат концерти. За секој има место под ова небо, така што нема ајде да ги смириме ние. Апсолутно. Дали се согласуваш да ги смириме? Ако ни сакаат, можеме да ги смириме некако. Ја не сум скара. Ја воопшто не сум скара. Значи, ако има некој комплекс, знаеш, кој збори некој за него... И после плюкањето самата емисија кажа, би ако плюкам, може ќе има соработка, значи потоа се гледа да го поканеме утре во на журката на 17 години.
Војрум. Ќе ви биде изненадување, пријатни Слободно, изненадување. гледај, слободно нека дое и Да игра на ваши песни. ако е сребролюбе, знаеш, ние ќе му подмириме и пиење и карта гратис и Гратис тоа. све. Нема никаков проблем. Никаков проблем се. Добро, тоа е неминовен процес кога станува збор за јавен лик, некој ќе те сака, ќе те почитува, друг нема, тоа мислам дека вие сте со години наназад навикнати на тоа. Меѓутоа мене ме интересира дали може да се навратиме 17 години назад на првиот настап на ДНК. Се сеќавате на тоа? Сега некој не праша, кој не праша? Ја ве прашам. Имате Да, фотографии? ете. Имате фотографии? Пред два дена. Не ми се Смешно верува, изгледа тоа. може, гледај, тоаш немало телефони, имаме Нешто? онакви, треба да ги Да. проборичкаме. Памтам, првиот настап, од кога се формира ДНК, имаше една песна, се викаше Девојка за Вездан, и првиот настап ни беше во универзална сала, една песна, Цај организираше си некој си мис и искочивме таму, испеавме и тоа беше првиот настап. Тоа е за паметање, нели? Па, Па јас сум го запамтил, он памти нешто ја друго. друг, ама ја добре. памтам после него, после тој веројатно настап имавме у Велесе настап и имавме песна и пол, немавме песни. Ама ете некако нагло станавме нели популарни, попочна да не викаат со две-три песни, имавме прилично доста настапи, тоа беше стварно убаво време, имаше многу дискотеки, имаше многу убав жагор у дискотеките, убава душа јаки у звуки. забави, Да. други Време многу ја јаки. беа, мислам ти знаеш што се значи- случуваше и у Колосеуми. Добро, јас тој период го сите фатив. работи. Тоа беше така малку Панче, на прикреат. прашање за тебе на Инстаграм кога ставивме дека ќе не беше гостин, колку чорапи имаш? Имам многу чорапи, а од овие што се нели у разни бои имам некој мислам дека Денеска си 2-13. се Па да, денес сум да, онака, не сум нешто. Ќе видиме господинот Сергеј, нашиот омилен Веќе лек. на Сергеј своја дава позиција 10. те Сергеј прегледува. дава Да, 10. он ме гледа, али Па не знам дали дава 10, го подбрал тоа мачот, ќе не пердаш изгледа. Да. и тоа е убаво. И тоа е за убаво. луѓе. Така треба да се подобриме, нели? Анде ти не носи чорапи? Не, носам чарапи, ама е така некој по Како сиви време во некој, надвор, како така време сиво. во сиви, да. Сиво е се. Јас сум ја толку по модата. Андреј, се кајате ли за некоја песна што сте направиле во својата кариера, што не излегла, не се испромовирала добро, не поминала добро кај народот? Лош спот. Да. Имало такви моменти, да, Дај меѓутоа... кажи, јас стварно не ви текна, што мислиш ти има ли? Не, имало моменти кај што, ете, Често сме онака, мислеле можеби дека некоја песна ќе помине, сме влегле со поголем, со да го кажем со голем ентузијазам да ја снимиме, сме верувале ќе стане голем хит, меѓутоа ете не сме наишле на нели на одзив од публиката, на исто мислење со нашето. Од друга страна па имало па доста песни кои што едноставно ете ај викаме поминало време дај да снимиме песна па станале Неочекувана хит. неочекувани хит, така да не можеш да знаеш со луѓе. Најбитно е се она што ја го мисламе, кој ќе влезеш у студио кај нашиот трет член, да го кажам Лазар Цветковски, она ја што го правам заедно со Панчо е да влезеш искрено. Значи влагам искрено што треба брат да отпеам тоа. Дај да си го отпеам, си го пеам со цело срце. И веруваме дека од сите тие песни без разлика на шаненоликоста и жанрот што сме ги направиле, допреле до одреден тип на луѓе. Ради тоа и постоиме веројатно толку време, затоа што имаме публика од 15 до 50-60 години, кои што ете баш некој ден баш Зоки ми кажа дека многу го милувал мојот вокал. И така Ја ми тврдам дека многу имаш убаво. најдобар Вистина е машки тоа, вокал во вистина. Македонија. Па он може да Извини, ти даде Панчо. микрофон да пееш. Нема проблем. Тука е негде. Тука е, да. Панчо, имате широка лепеза на македонски песни, хитови, и тоа не можеме да ги одвоиме. Еве со Зоки размислувавме пред да дојдете тука во студио колку само хитови имате. Да. Која е она песна која еве ваша лична карта? Аца Лукас. Лична карта. Која најмногу ви ја се шалам. барат, не знам. Тоа го мислев сега сакав сама да кода знае, кода сме се договарале што да не прашуваш. Ако ќе се надополнам само на Андреј на твоето прашање, ако мене ме прашуваш, мое, значи топ 3 омилени numери у моментов ми се кога би знаела се, Пола човек и една што стварно многу ми лежи на душа и текстот што стварно ми е при срце е Опуштено. И јас таму е сакам. Сите тие три песни, мислам, ние ги свириме и дури кога ќе ни побара некој кога гледаме дека пее, која пеат, као ни е вау, пошто тие знаеме дека не се за широка маси, широка публика, не е као Ромео и Јулија, кај што ја пушташ после 2 дена и пеат у хор сите, нели? Него едноставно според мене тие песни ме осликуваат. Утре ни излага нова ствар, исто вие ќе имате ексклузивна можност да ја промовирате, се вика горе или доле. Таа исто ја напишавме со многу емоција. На кого посветена? Горе, доле?
горе или доле се вика самиот текст и ќе се пронајдат 99% од луѓето Кој тој ќе биде текст. горе, кој доле? Гледај, некојаш си горе, некојаш си доле. А ние за среќа сме, ја ја велам таа некоја златна средина, не сме звезди, не се понашуваме така од прв ден since day one сме приземјени, немаме статус на звезди, нит може тоа да биде кај нас да не се повторуваме. Тоа ми е смешно, нит имаме обезбедување, нит не носат на мочање кога пееме по дискотеки, нит бараме обезбедување, качуваме луѓе Добро, на не бина и ве тоа е тоа. нападнале вака на настапи, што Не, се случувало? напротив, баш Како не да е одговара, нападнат? се Мислиш поздравиме физичко? со луѓе. Еве, обожавате ли да има страствени да доаѓа да ве... Кажи ми, освен Бог да опрости Тоше, на кого му се случило тоа? Да не се лаже. Да не се случило, ја да си прашам, да ни споделите некоја Мислам, анекдота. имало луѓе, ама ние сме такви да не бегаме позади, него остануваме до крај, да се сликаме со сите, да направиме муавет и да бидеме многу понормални од сите нормални што се таму. Така да ние живееме за тоа, живееме од нив и ако не го правиме тоа, онда Утре кого поканивте? Гаджа, ќе дојде? Тамара? Да, кои се од познати ве поканете? знаеш како, они сите имаат настапи, кога е петок и сабот и тоа е многу тешко. Верувам дека сите кои се слободни, сигурно дека ќе дојдат. Нас ни е стално драго, сегаш ги пречекуваме најдобро. Да, и баш Мислам, ни као убаво што ќе ние ги видиме знаеме. тука меѓу нас, као Мене ми ние што сме били на искрено нивни феномен, вие се знаете со 12 години, ствари поише и 17 години пеете, но меѓутоа приватно не се дружите. Така. Не се дружиме. Зашто? Добро, сега некојаш знае Панчо да каже поише пати дека не се дружиме, нема врска. Ние си имаме толку дружено што си имаме Вие предружено. Да, сме Не, биле не, по не. цели ден и заедно, едноставно животот е таков, он има фамилија, ја имам фамилија. Се гледаме кога треба да се видиме и се гледаме нормално кога сакаме да се видиме, ако има потреба да се Зашто видиме. сте станали устари? Не, види, знаеш како некогаш е многу подобро да не се гледаш секој ден, а функционираш како што функционираш. Да. Не е дека ние По мејл. Па не, по мејл си комуницираме ние кога треба, ама ја не осеќам ако му кажам се не треба здраво Андреј, него му праќам брат заврши го ова или брат ова. Да. Нема ја увертира да правам. Ние се гледаме, знаеш како, кај нас проблем у наводници. Јас сакам тотално една работа, он диаметрално спротивно друго. Јас сакам спорт, сакам да гледам фудбал, тоа ме одмара, сакам кошарка, он има две леви нози, не знае да шутне. Знаеш, не го интересира тоа, он сака да гледа концерти, Нема така го мавер, да. троши слободното време, јас тотално другачие. И не може да се споиме тука, али затоа функционираме да ми се јави, ја да му се јавам у 5 сат, као еднаш му се јавив у Италија, бев, не ми слета авионот, тука имав свирка, му викам, ало, земи ме од Охрид. Се он кога ми се јавува, ја обично не го зивам, праќам други, ама. Да некој сте Он ме зема гледале стално. филм за возрасти заедно? Возрастни Не, он не како гледа, он плюс вака, плюс не, 14, плюс 15 Он не гледа такви или работи. порно сега за кај. Не гледа такви работи. Не гледа, Јас да гледаш речеме искрено. имам стварно една огромна колекција дома. Сериозно? Да, сериозно, Изненадуваш. од Роко Зифеди, он ми е... Тебе да. можам, ама да, Андреј. Гледаш, Панчо, обратно. видиш, обратно не доживува, а јас да речеме сум тие работи многу Сигурно е знаеш екстремен. Джена Джеймисон. Како не ја знам, ама не ми прави кеф. Не? Јас сакам хардкор, таа се уметности за мене, глупости. И не ме блага еротика, тоа е блага еротика и воопшто не ме пали. Меѓутоа да речеме Што те она пали, што на пример, да речеме. Еве, влога на новинар се става Она Панчо. што го имам до сега изгледано, да ми веруваш дека го имам и испоупотребено. Сериозно? Да, во Затоа ја младолачките викнав ти години. црна мачка во еден спот. И исто ме као предводител, дали тоа што го имаш впиено, као впечаток, дали го имаш направено во живо, дали го... Тоа сега е кажа. да го имам употребено Мислам да појасниме на гледачите. детално, да. Момци, сега вака, во интерес на времето, јас сакам да ве прашам, бидејќи ние се подготвуваме цела екипа за утрешниот роден ден. Дали прифаќаме подароци? Не, што треба да носиме? Само добро да дојдете. расположение. Да дојдете треба и да се журкате и вашите изрази на нашата журка ќе ни направат се што Ако треба некој да ни направат. понесеме со себе, ќе биде проблем, дали е тоа, не знам, Слаткар, Цепанов. И се го викнеме и Сергеј. Чекај, не се шегуваме. Не треба да се шегуваме. Вака, јас сакам ја искрено сакам да го донесеш Јоце, ја многу сакам Јоце, ќе го изгушкам. Ја- Значи тебе ја- Слаткар, ја- тебе ја- Јоце. Не, Може, не. Они се другари со Јоце. Јас А, го па сакам ете. Јоце, тама работа. Него Ќе го посоветувам само за фризурата, мора да ја смени, стварно му е многу лоша, а иначе е многу Ќе добро го средиме човече. за утре. Многу добро човече. Ќе го Да. средиме, да. Го знам од академија, супер човек. Ја Ајде. стана они и Сергеј почна да дава коментари. Да. Панчо, како уште наш за крај ќе го најавиме утрешното шоу? Шоу. Сите не знаат дека ние сами по себе сме шоу, ќе има гости, млади таленти, имаме челендж еден кој ќе објавиме, мислам дека утре кој ќе биде со нас на сцена, ќе има
едноставно правиме шоу покрај нашите оние песни кои сите ги знаат, кои израснале од 2007 па до 2019, вие ќе бидете, ќе ми биде драго, ќе има некои наши колеги. Едноставно сите луѓе кои ќе дојдат сакаме да се поминат убаво и немаме што поише да додаеме. Едноставно ќе се дадеме Како максимум. да сте ни дошле дома на роденска забава, баш Да, така. сум била дел на некој од вашите И забави. песни така и имавме, така нели? е. Како беше таа песна што ми испеа? Да, ја испеавме, да, ми текна. Ќе ни ја испеат утре на науките. Роден ден, мала забава. Така, забава ќе ни очекува, Ајде, значи бре. утре во 12 часот по полноќ. Зоки дојде да ни честита. Зоки Бакшиш вали. Утре. Со Ви торта. благодарам многу, момци, драго ми беше Фала, што стварно што ни дојдовте. гостувавте. Се гледаме секако утре. До сите кои што ги следите ДНК, не го пропуштете утрешното шоу, односно таа голема роденденска забава. 12 часот по полноќ ќе биде екипата на Ексклузив, а она што ми преостана да ви кажам, останете вие сега со програмата на 1 ТВ, бидејќи следува Сергеј Варошлја. Чао! Чао.